Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме ролат од мисирка. Да започнеме со состојките. Ќе ви треба 200 грама печено мисиркино месо, 50 грама суви брусници, 8 долги ленти сланина, 2 јајца, 100 грама стопен путер, една мала главица црвен кромит, една лажичка лук во прав, 100 грама лебни трошки, една лажичка сол и една лажичка бибер. За подготовка на овој рецепт користиме Делимано калап за векни. Ова е навистина едноставен рецепт. Почнете со сечкање на кромидот и сечкајте го многу ситно. Ако сакате поинаков вкус, можете малку и да го пропржите, но ние ставаме ситно исечкан свеж кромит. Исечкајте ги и брусниците, а потоа мисиркиното месо. Исечкајте ги ситно. Следно ќе ги измешаме сите состојки заедно. Ставете се заедно во длабок сад и ставете 2 јајца или едно големо јајце. Потоа истопениот или омекнат путер, зачините и убаво измешајте ги состојките. Потрудете се тие убаво да се спојат. Сакаме да добиеме рамномерна текстура и вкус низ целото јадење. Земете го силиконскиот калап за векни и почнете да ги редите лентите сланина неизменично на ѕидовите. Потрудете се дното да биде убаво покриено. Ставете ја смесата со мисиркиното месо и силно притиснете за ролатот да биде компактен во средината. Продолжете да притискате со додавање на секој слој. Ако имате време, можете да ставите нешто тешко од озгора. Преклопете ги лентите сланина и со нив поклопете ја смесата. И спремни сме за печење. Ставете го во рерна загреана на температура од 150 степени 30 минути. Извадете го јадењето од рерна и оставете го да се излади пред да го сервирате. Превртете го на даска за сечкање и исечете го. Сервирајте неколку парчиња начинија и прелите ги со богатиот софт или сос. Тоа може да остави подобар впечаток од самото мисиркино месо. Менувајте ги состојките во рецептот така што ќе додадете јаткасто овошје или билки. Можете да го јадете топло од рерна или да го оставите да се излади преку ноќ во фрижидер. И не заборавај, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!